Здраво филографери, здраво јутјубери и добре дојдовте во новата епизода на Филографи подкаст. Во денешната епизода ќе ви зборувам за Југославија, тоест за носталгијата кон Југославија. Не заборавајте subscribe, лайк и шеар на видеото за повеќе луѓе да дознаат за Филографи подкаст. Што ако ви кажам дека од Југославија можеме да научиме како да изградиме подобра Македонија? Не се работи само за комунизам, за Тито или за братство и единство. Се работи за едно време, кога луѓето беа поблиски, кога државата не беше совршена, ама имаше ред, сигурност и чувство дека припаѓаш негде. Македонија е самостојна и независна држава. И тоа не е малку. Ама понекогаш се прашувам, каде ни е идентитетот, каде ни е визијата. И во таа потрага, носталгијата за Југославија не е враќање назад, туку желба за нешто подобро од ова што го имаме денес. Едно е сигурно, денес повеќе зборуваме за Југославија, отколку што тогаш зборувале за сегашност. А носталгијата, таа е како старо вино. Што повеќе време поминува, толку поубаво ни се чини. Само пази, да не се опијаниш од неа и да заборавиш каде сме денес. Можеби од Југославија не треба да жалиме за системот, туку да го паметиме духот, да се подсетиме дека не е важно дали државата е голема или мала, туку дали луѓето се големи во карактер, солидарност и визија. Можеме да изградиме подобра Македонија, не копирајќи Југославија, туку учејќи од неа, да се грижиме еден за друг, да имаме јавно здравство што функционира, образование што не е само диплома на хартија и култура што не е само TikTok тренд. Да градиме иднина, а не само да жалиме за минатото. Југославија беше еден експеримент. Македонија е можност, а од нас зависи дали ќе ја претвориме во нешто за кое утре некој ќе има носталгија, ама со гордост. На секој му се има случајно да седи у кафана или кафич со друштво и не знаејќи како муабетот стигнува до Југославија. Поимаш, абе брат, не беше како сега, порано беше подобро, патувавме слободно, спиевме по клупи и никој ништо не ни правеше. Одевме на одмор по 3 пати, а со југословенски пасош патувавме кај што сакаме. Имаше еден Тито и 6 републики. Сега има 6 држави и 100 проблеми. Југославија денес не постои, ама во некои срца се уште е жив. Па, дали беше толку добро или само сме уморени од денешниот хаос, па се старо не изгледа подобро? Ајде да видиме. Работа за сите, ама не секогаш по заслуга. Во Југославија се викало општествена сопственост. Сите работеле за сите. Ако некој не работел, ќе се снајдел. Имало фабрики во секое село. Имало и топли оброци. А денес имаш топол оброк само ако си дома и ако ти стигне плата на време. Проблемот бил што понекогаш не се наградувал квалитетот, туку врска. Се знаело кој е чие дете. Денес пак има врски, ама сега се знае кој од која партија. Ако не си од партија, пак ќе работиш. Само што најчесто 2 работи за една плата. Бесплатно здравство, ама со долг ред и врски. Да, здравството било бесплатно. И докторот и терапијата. Ама ако си храбар, ќе чекаш. Ако си со врски, ќе те пуштат преку ред. Се вадело зап без трав, само со една инекција и многу галама. Денес имаме модерни ординации, приватни клиники, ама со цена колку авионска карта за Марс. И се разбира, ако имаш врски, пак ќе влезеш прв. Старите велат, нема ништо подобро од државна болница. Ама кога ќе го видат ходникот на денешните болници, стомакот ги боли уште повеќе. Бесплатно образование, ама со многу идеологија. Се учело историја на народите, дружи Тито, мити се Кунемо, рецитали за партијата и револуцијата. Ама да се разбереме, сите знаеле да читаат, да пишуваат, да решаваат задачи. Учебниците се пренесувале од брат на браточет и сите имале знаење. Денес имаме интернет, YouTube туторијали, ама учениците не знаат каде е демиркапија на картата. Системот денес е пофлексибилен, ама помалку стабилен. Еден ден имаш оценка, другиот ден имаш реформи. Живот без капитализам, ама и без многу избор. Во маркет имало зејтин, шекер, млеко и тоа е тоа. Ако стигнеш прв, добро е. Ако не, чекаш нова пратка наредниот понеделник. Денес имаш 15 вида млеко, 100 вида јогурт, ама душа ти се кине на каса. Тогаш луѓето биле скромни. Купувале што имаат. Денес има се, ама немаш пари. Разликата? Тогаш немало многу опции, ама немало ни многу фрустрации. Сега има се, ама се ти недостига. Братство и единство. Идеал кој не издржа во реалност. Тито велел, сви народи и народности заедно. И некако успевал.
Се одело во Црна Гора на одмор, во Словенија на скијање, во Србија на пазар. Никој не прашувал кој си, што си. Се спиело на клупи и никој не те закачал. Ама зад затворени врати секој знаел кој кого не сака, па и секој дошеле. Кога системот падна, сите овие братски народи станаа соседи со високи огради. Денес сите имаме своји држави, своји проблеми и носталгија за времето кога бевме заедно. Култура, музика и телевизија, кога сите гледаа исто. Сабота вечер, цело семејство пред телевизор. Коцка, коцка, коцкица, топ листа над реалиста, шливик. Музика од Биело дугме до Азра, риблја чорба, бајага. Сите ја знаеле од Вардара па до Триглава. Денес има 300 канали, ама секој гледа во телефон и сите се сами во соба полна со луѓе. Тогаш културата била заедничка. Денес алгоритмски персонализирано. Туризам без визи и ефтини одмори. Се одело на море во Хрвац, камп во Охрид, скијање на Попова шапка. И се тоа со ваучери од фирма. Имало синдикални одмори, автобуси со радио и лубеница во багажникот. Денес имаш Ryanair за 20 евра, ама нема другар што ќе ти купи сладолед ако снемаш пари. Тогаш било поевтино и посемено. Сега е подостапно и малку поосамено. Политика. Еднопартиски систем, едно мислење. Во Југославија сите биле социјалисти, барем на хартија. Немало избори како денес. Имало собранија и работнички совети. Ако нешто не ти се допаѓало, најчесто молчиш или зборуваш само во кујна, додека радиото свири гласно. Денес имаш избор. Проблемот, никој не е задоволен од изборот. Имаме слобода на говор. Ама и море од лажни вести. Тогаш немало гласност, ама имало дисциплина. Денес имаш Facebook, YouTube, Twitter. А ти можеш да го искористиш својот слободен пристап до YouTube и да ме поддржиш со еден subscribe. Жените и правото. Напредно, ама се уште патриархално. Југославија се гордеела со жените работнички, жените борки од НОП, активистки. Имало закон за еднаквост. Жените работеле во фабрики и во администрација, били учителки и докторки. Но сепак, дома ги чекала кујна и деца. Традицијата си постоела. Денес има поголема слобода, повеќе можности, но патриархатот се уште шета, особено во руралните места. И тогаш и сега. Жените се понежниот пол. Само што денес повеќе се слуша женскиот глас. Безбедност и мир, ама и тајни служби. Една од најголемите носталгии е. Тогаш немаше криминал. И да, улиците биле побезбедни. Како деца игравме надвор до мрак, но имало и удба. Ако зборуваш што не треба, ќе те поканат на разговор. Денес имаш слобода да зборуваш, ама не си сигурен дали некој те следи онлайн. Се менува стравот од тајни служби кон хакери и спам пораки. Безбедноста сега значи камери и аларми. Тогаш значел комшијата те чува. Па дали било подобро? Зависи кого прашуваш. Ако е повозрасна личност, сигурно било поубаво. Ако е Gen Z или ZY генерација, сигурно не било убаво. Како и да е, Југославија не била рај, ама не била ни пекло. Имало убави моменти, солидарност, социјална сигурност, чувство за заедништво. Имало и проблеми, ограничување, цензура, бирократија. Ама имало и нешто што денес ретко го гледам, чувство на заедништво. Не заради системот, туку заради тоа што луѓето биле повеќе поврзани. Имало помалку, ама имало душа. Денес имаме повеќе од кога било. Интернет, слободни избори, брендирана облека и кафе со млеко од соја и чија пудинг со грчки јогурт. Ама немаме време, немаме доверба во системот, а и немаме доверба еден во друг. Епа фелографери, ако ви се допадна оваа епизода на Фелографи подкаст, не заборавајте subscribe, лайк и шер на видеото за повеќе луѓе да дознаат за Фелографи подкаст. Останете креативни.
Останете креативни.